ова издание на Newsflash ке гледате. Украина и незините сојузници нема да ги признаат резултатите од референдумот. Американски официјални лица ги нарекуваат плановите на рускиот претседател Путин да мобилизира војници како знак на слабост. Руско-украинскиот конфликт ја принуди Европа да го врати јагленот за производство на електрична енергија. Што ќе се случи со така наречената зелена енергија? Останете со нас и ќе го знаете. Почнуваме веднаш. Поздрав од Вашингтон, ова е Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, јас сум Јован Чанаумовски. Ураганот Иан забрзано добива на сила додека ја напушта Куба. Според предвидувањата, Иан би можел да се развие во ураган од трета категорија, која ќе дојде до Флорида, со ветришта кои ќе се движат со брзина од речиси 200 км на час. Флорида се подготвува за можна голема катастрофа пред ударот на ураганот Иан. Гувернерот на Флорида предупреди дека неговата држава се соочува со закана од можна голема катастрофа откако ураганот Иан, минувајќи низ Карибите, станува се посилен. Силните ветришта во текот на минатата ноќ веќе пристигнаа до Куба и Иан се предвидува дека ќе пристигне до западниот брег на Флорида во текот на утрешниот ден. Жителите на Флорида веќе неколку дена започнаа да создаваат резерви на храна, вода, лекови и гориво. Во некои делови од државата ваков ураган не бил забележан речиси еден век. Регионот околу Тампа би можел да биде погоден првпат со ураганот по 1921 година и да се соочи со бранови високи и до 3 метри. А од веста која на глобално ниво е тема број 1. Гласањето на референдумот за анексија во Украина треба да биде затворено денес, додека украинската влада и незините западни сојузници изјавија дека референдумот нема да биде признаен и ќе се третира како лажен и невалиден. Ние сме заедно на иста страна со нашите партнери ширум светот во отфрлањето на какви било фабрикувани исходи што го најавува Русија, изјави за новинарите во понеделникот портпаролката на Белата куќа Карен Жан-Пјер. Што се однесува до на што го правиме, ние сме подготвени да наметнеме дополнителни, брзи и сериозни економски санкции на Русија заедно со нашите сојузници и партнери како одговор на овие действија што ги гледаме во моментов, ако тие продолжат со анексијата, рече Пјер. Димитри Медведев, заменик председател на Советот за безбедност на Русија и поранешен председател на земјата, денес изјави дека ако на Русија и се заканува опасност во нејзините граници, таа има право да одговори без да бара ничија согласност и да одржува долги консултации. Американски официјални лица ги нарекуваат плановите на рускиот председател да мобилизира нови војници како знак на слабост. Еве ги деталите. Рускиот претседател најави голема ескалација во руската војна против Украина, повикувајќи на мобилизација на резервисти за прв пат по Втората светска војна. Путин тоа го минимизираше. Повторю, речь идет именно о частичной мобилизации. Повторувам, зборуваме за делумна мобилизација, односно на воена обврска ќе подлежат само граѓаните кои моментално се резервисти и пред се оние кои служеле во оружените сили и имаат одредени војни специјалности и соодветно искуство. Но рускиот министер за одбрана Сергеј Шогун јасно кажа дека 300.000 резервисти ќе бидат повикани да одат во Украина. Майкл Кимидж од Католичкиот универзитет за Гласот на Америка вели дека објавата од Путин е изненадувачка и дека не е јасно какво влијание ќе има мобилизацијата врз исходот на војната. Поважно прашање е дали овие нови регрути можат ефикасно да се интегрираат во борбените сили и дури ако можат, дали стратегијата на Русија во Украина навистина ќе даде различни резултати од оние што ги има. Досега тоа не беше победничка стратегија. Значи, дали нужно прави разлика да има повеќе војници со неефикасна стратегија? Не е јасно, но мобилизацијата сигурно ќе оди напред и може едноставно да биде прв чекор во многу поширока војна. Кимидж вели дека со оваа мобилизација Путин го раскинал непишаниот договор со рускиот народ дека нема да го инволвира во неговите воени напори. Ако сте 25 годишник во Москва или Сан Петерсбург, пред една недела можеби сте размислувале дека војната е нешто што не ве допира. Тоа е многу помалку веројатно денес. Како што можете да видите, како резултат на тоа некои се обидуваат да ја напуштат земјата.
Рускиот председател исто така го обвини Западот за нуклеарна уцена и рече доколку е загрозен територијалниот интегритет на земјата, без сомнение ќе ги искористи сите средства што се на располагање за да ги заштити Русија и нејзиниот народ. Тој беше категоричен. Ова не е блеф. Но Кристо Грозев од Белинкат за Гласот на Америка верува дека прикриената нуклеарна закана на Путин не е многу веројатна. Especially at a time of weakness for Putin. Во време на слабост на Путин, офицерите веројатно нема да ја послушаат таквата наредба, затоа што слабиот Путин не може да им понуди заштита од идниот трибунал или од идната правда или дури од моралната правда во случај тој да не биде таму за да ги заштити. Мислам дека има многу блефирање од страна на Путин дека ќе користи нуклеарно оружје. Шансите да даде инструкции за употреба се многу мали. Најжестокиот ривал на Путин, затворениот руски лидер на опозицијата Алексеј Навални, даде видеоизјава на суд и рече дека делумната мобилизација ќе донесе до крвопролевање и масовни трагедии. Во Москва и другите градови демонстрантите излегоа на улиците за да протестираат против чекорот за мобилизација на резервисти од страна на Путин. Многумина беа приведени. Руско-украинскиот конфликт ги принуди државите од Европа да го вратат јагленот за производство на електрична енергија, а со тоа зелената енергија привремено да ја стават настрана. Мики Трајковски ги има деталите. Европа зелената енергија засега ја става настрана и повторно се враќа на искористување на јагленот како енергент за производство на електрична енергија, велат експертите. Според нив европските држави, како што Германија, избрзале со одлуката за затварање на јаглените централи. Они тоа го направија мудро. Они ем ги затворија, ем ги оставија како ладна резерва. Така да сега се активирани во Германија голем дел на јаглените централи. Зеленото сценарио во оваа криза не важи. Мислам дека преурането беше одлуката да се затворат јаглените централи. И кај нас неготино не работеше 12 години, па заради ситуацијата се стави во погон. Значи сега се наоѓаме во една таква ситуација и кај нас и во Европа да сите земји ги ставаат на располагање своите капацитети. Значи екологијата малку тргната на страна, да се произведе потребната енергија. И Северна Македонија повторно го вклучува во поголем обем користењето на јагленот во домашните производствени капацитети. Од државните електрани ЕСМ вела дека плановите за префрлување на цела Европа кон обновлива енергија останува, но и тоа ќе се случи малку подоцна. Високите цени кои произлегуваат најмногу од политичко-економските игри со гасот влијае на тоа, значи, оние планови што сите држави во Западна Европа, па и ние вклучително, ги едноставно ги продолжија на други рокови. Ако некој планирал да исклучи електраната во 2027, да речеме, сега ќе ја пролонгира за 2 години понатаму. За Гајдарџиски, кој смета дека енергетската криза ќе трае во наредните 5 до 10 години, земјава ќе треба да ги промени домашните регулативи ако сака да оди напред. Дозвола за градба за една фотонапонска централа не смее да трае повеќе од 6 месеци. Тоа е едно. Второ, фотонапонски централи не треба да се рачунаат како траен објект, туку треба да се рачунаат како привремен објект со цел да се добијат побрзо дозволите за приклучок. Доколку тоа се успостави, ние ќе можеме со наше производство од соларни централи брзо, ефикасно и исплатливо да излеземе на крај со кризата. Иднината на енергетскиот сектор е во поставување на пловни фотонапонски електрани на вештачките езера, нешто што како потенцијал го поседува и земјава. Се поставуваат на површината на водата, тие ќе бидат со инсталирана моќност со годишно производство 850 мегавати, тие би биле од огромно значење за Република Македонија, односно би се намалило испарувањето на водата, со тоа што би штеделе на вода. Во светски рамки сето ова е на самиот почеток. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Го гледавте Ньюс Флеш на Гласот на Америка на македонски. Пријатно!